Некогашната градинка повторно ќе згрижува деца. Објектот на поранешното средно училиште Јахја Кемал, кој во минатото е изграден како градинка за вработените од околните фабрики, од денеска почна да ги згрижува дечињата. Во моментов таму се сместени децата од целодневниот престој, а понатаму ќе има и други групи. Простории за целодневен престој. Еден исто така многу убав проект со кој мислам дека сите ќе се гордееме. Знаете, минатата година почнавме со еден вид пилот програма, односно пилот проект за целодневен престој во рамките на клон 2 градинката. Се покажа дека е многу потребна една мерка и една голема потреба на нашите сограѓани, децата да бидат згрижени во периодот кога тие се со ангажмани, работни ангажмани, и еве се адаптираа нови простории, оние простории кои што порано ги користеше средното училиште Јахја Кемал, а всушност кои пред тоа беа градинка, значи се правени типски, онака како што треба по сите норми за ваква возраст, за детска возраст, така да со една адаптација, потполнување на некои работи кои што овде фалеа, направивме напор овој центар за целодневен престој да го прошириме на поголем капацитет. Јаневски вели дека ова е само еден од проектите кои ги планираат во рамките на замислениот концепт Струмица грижлив град. Покрај детската заштита, покрај заштита на децата, односно помагање на подобар, поквалитетен едукативен процес на децата во образованието, се проширува понатаму со следен чекор за повозрастните категории, и тука веќе имаме една апликација до Министерството за труд и социјала, морам да ја спомнам, која покрај најмалите категории кои секако се темел и најголемото богатство на нашата општина, сепак се грижиме и за постарите категории со тоа што ќе понудиме одредени услуги и сервиси кон најстарата популација со цел да им го олесниме животот во по-напреднатите години. Преоптовареноста на градинките во Струмица е сериозен проблем со кој се соочуваат и градинките и родителите. Според локалната самоуправа, новите градинки во Куклиш и Муртино ќе понудат доволен капацитет за згрижување на децата.